Тоа е Naked бенд од Белград, врвен кор бенд кој што со своите концерти и со своите настапи може да се чујат насекаде низ светот. Во Македонија не се прв пат, има можности предходните години да настапуваат пред македонската публика, а секако за нивните импресии и за тоа како се чувствуваат кога се во Македонија. Вчера вечер беа во Битола, ќе ни ги пренесат импресиите и од тој настап, а веќе утре се дел од пин концертите на Таксират фестивалот. Со мене во студиото само двајца од овој член, од овој бенд, во секој случај доволно за да го представат нивниот бенд. Бранислав Радојковиќ, Бане, добар ден и добре дојде. Добар ден. Се надевам дека добро ме разбирате, и Горан Милошевиќ. Хвала на позив, разумемо за сад све. Да. Како се чувствувате во Македонија? Ете, рековте не сте прв пат овде? Да, ми смо толико смо близу и толку сме близко и чувствуваме сполност со Македонија и дека поврзано со Македонија и често доаѓаме во последните неколку години. Били неколку пута, правили мали сме неколку пати правевме мали турнеи. Све веќе градови смо обишли и поминавме сите големи градови и го представивме нашиот нов последен албум Македонија, и ритам кој е овде на Балканот, изведен као името Македонија и ритамот на Балканот. Го представивме во Охрид, Битола, Прилеп, Скопје, Кочани и така натаму. Свирали смо задних пар години. Свиревме во последните неколку години. Веројатно дека Македонија добро беше прифатена во Македонија. Да. Веќе ве препознаваат и вашата музика која што е поставена на единствен микс на глобалниот урбан грув и секако со зачинет со балканската традиција и фри џез. Навистина убава комбинација. Проаѓа ли тоа добро на овие простори? Пролази своде добро. Поминува секаде добро, бидејќи свативме дека од сите наши патувања дека луѓето многу го сакаат Балканот. Балканот и Србија, и Македонија, и Хрватска, и Босна. Ова подрачје е многу интересно, а на самите нас многу луѓе, многу помлади генерации не се свесни кој е културниот потенцијал овде и колку сме сите талентирани, и македонците, и србите, и сите ние направивме Македонија наша земја, бидејќи сите се тука добродедени, нема пасоши и сите ја прифаќаат добро нашата музика, така што кога ќе дојдеме овде во Македонија, ритамот сите го познаваат и поврзани сме многу повеќе од што мислиме. Кога погледнав на вашата официјална страна, во распоредот од настапи речиси да нема период кога вие не сте некаде низ светот, постојано сте на турнеи, секако Јужна Америка е она нешто што можеби беше во скоро, Кореја, Естонија, Балтичките земји. Така е кренала ова година, така тргна година, бевме 25 дена на чилијанска турнеја во Јужна Америка и потоа дојдовме во Јужна Кореја. 15 дена цело лето бевме на Сицилија, Италија, Европа. И всушност сакаме да патуваме, тоа е најдобриот дел од нашата работа и уживањето да ја шириме нашата музика и да ги запознаваме краишта и луѓе кои што досега ги немаме запознати. Што е она што го носите од овие патување, овие концерти од еве конкретно Јужна Америка, Кореја? Секако тоа се дестинации кои што се доста далечни, публика која што сака да слушне добра музика и како што кажа и Горан, го сакаа тој зачин балкански. Да. Па, тоа се неке ствари кои остају усеќени. Тоа се некои работи кои што остануваат во сеќавање, тоа се луѓето кои што ги среќаваме на турнеите и овие работи кои што убави работи кои што се случуваат во контакт со публиката ван бината и во текот на патувањето. Тоа не облагородува и постануваме побогати луѓе за тие искуства кои што ги доживуваме на патувањето. Исто така и енергијата која што се случува на концертите во Јужна Америка, на концертите имавме неколку луѓе кои што ја познаваат балканската музика. Тоа е 8000 километри оддалечен од нас и некако знаат кој доаѓа од овие простори што ја сочинува балканската музика и тоа многу ни е мило што има заинтересирани за нашиот музички јазик воопшто. Музиката не познава граници, јазикот на музиката секако исто дека не познава граници, па веројатно токму поради тоа и полесно да се патува на сите точки кои што вие ќе ги обележите на картата на светот. Да. Како бирате каде ќе настапувате? На покана на менаџери или сами ја правите оваа? Па ми радиме веќе 10 години. Ние работиме веќе 10 години, имаме 4 албуми, ова е четвртиот кој што го промовираме. А за тие 10 години многу поминавме и многу ги запознавме многу агенти, букери, пријатели на бендот, така што сето тоа заедно
gradimo zajedno celu priču. Ја градиме заедно целата приказна и среќаваме луѓе кои што работат за нас сега. А тоа е офис work, менеджмент ујутру, попладне се прове и после наутро е менеджмент, а попладне работиме со музиката. Тоа е напорна работа, но освен вас секако во бендот се и Ѓорđe Мјушковиќ и Растко Узуновиќ, четворица кои што секако умеете сета музика добро да ја пренесете на публиката. И овој четврти албум, може да ни кажете каде е изработен, во кое студио е сниман и секако колку време го подготвувавте, затоа што е четврти ваш албум? Да, ми смо го сам процес снимање самиот процес на снимање беше 10 дена, го снимавме во Унгарија, кај нашиот издавач кој го издаде нашиот втори, трети и сега четвртиот, Нарато Рекордс од Унгарија. Имаат и убаво студио каде што се чувствуваме како дома и имаме време нашите идеи да ги ставиме на носач на звук. И сега си ја подготвивме продукцијата и обвивката така што излегува на почетокот, тоест на први Дедо Мраз ќе ни го точно за донесе. месец дена од денешниот ден. Да. Утре веќе ќе бидете дел од пин концертите на Таксират фестивалот во Младинскиот културен центар. Веројатно скопската публика очекува да ве види. Што ќе Било би лепо да дојде да Би чуе. било добро да дојде да го слуша она што го правиме. Синоќа бевме во Битола и реагуе наши праша како публиката реагира на нашите концерти, зависи дали без разлика каде сме, луѓето од првата песна почнуваат да играат и занимљиво Битоли сме се интересно во Битола свиревме и луѓето беа свртени со грб кон нас, како да излегле да се зборат меѓу себе, но после концертот сите дојдоа и сите се заблагодарија и повторно не поканија. Беше многу необичаено, ретко е да се случи публиката да не реагира да слуша. Игра рече бит, ова као бит, као ритам и ова као Се шегувавме за кованицата од името Битола, но секаде поминува баш од првиот миг многу Како добро. ги црпите тие балкански мотиви во песните кои што ги вметнувате? Црпимо, мислим, инспирација свуда околу нас. Инспирација црпиме секаде околу нас, особено од нашите патувања, луѓето, публиката, природата. Големи влюбеници сме во природата, пред еден месец бевме на Галижица. Тоа ни беше обврска да се качиме и гледаме, ги видовме Преспа и Охрид и тоа се мигови кои што остануваат како инспирација вечно. И правиме песни поврзани за луѓе, за местата кои ги посетуваме, за енергијата и за традицијата која што ја носиме од овде и ритмиката, хармонијата од Македонија, Србија, од југот, Романија, Бугарија, сите сме поврзани. генетски код, некако Тоа тај не е јазик нам е генетски најлакше да код, причамо. со тој јазик не е најлесно да зборуваме, но имаме и влијание од Африка, од панк, имаме доста тог неког имаме става да морамо да се бориме став за истина и за дека мораме да се бориме за вистината и за слободата. Тоа е нека улога уметника. Тоа е улога на уметникот. Четвртиот албум Yes, секако дека од 1 јануари ќе биде достапен за вашите обожаватели, за слушателите на Naked. Ќе го има ли во Македонија? Па ми претежно продаваме на нашим концертима Претежно продаваме физички на CD, нашите али концерти физички дистрибуција CD, но дистрибуцијата верувам дека не постои како што беше порано за дискове, за ранije плочи, и за дискови касете. порано и за По касетите. CD шоповима По CD едино, шоповите сад онлайн сега може да се најлакше дојде најлесно на да се дојде iTunes, не знам, Deezer онлайн на iTunes, još Deezer neke, и уште некои платформи кои што продаваат музика онлайн. Така што така е најлесно Но што најлесно е да се најважно, дојде до вие нов сакате албум. да доаѓате во Македонија, па веројатно по 1 јануари повторно на некој од концертите ќе може да презентирате дели од новата музика. Дали веќе ја промовирате? Да. Да, Свирamo mi веќе свириме овој албум, го снимавме во јули. Завршили смо ga, tako da mi već celu sezonu Така што веќе цела сезона уфрламе песни во програма и свириме и утре ќе сигурно ќе уфрлиме некој. А Yes беше некој работно име, затоа што букерите не викаат idemo vamo, Yes Man. ние секогаш велиме Yes, доаѓаме. И затоа го нарековме така албумот, бидејќи оптимистичка
е пораката и добри чувства, добри работи. Кој што беше Yes Man, дека треба на се да се вели да, доколку сакаме да одиме напред, верувам дека за вас не постои нешто што не сакате да го направите, место каде што не сакате да настапите и да свирите. Која беше најдалечната точка во вашата досегашна светска турнеја? Огнена земја у Чиле. Огнената земја во Чиле, Патагонија, Пукон, национални парк за националниот парк со неколку езера, со 6 вулкани. Тоа беше најјужната точка, а сега Санкт Петербург беше најсеверната, најисточната Јапонија, Токио и Кореја. Дали може би ги проследувате со видео материјал овие ваши турнеи за тоа што на YouTube на YouTube има Naked Band Белград и имаме доста од Сеул, имаме цел спот од Чиле направено. Во февруари одиме во Индија и веројатно и од таму ќе донесеме некој нов спот, така што нонстоп се движиме. Тешко ли е да се води приватен живот со овој професионален со Naked Band, затоа што сте доста често на пат? Не е тешко, во меѓувреме станавме браќа и пријатели, поврзани сме и нашите семејства често патуваат со нас, така што 24 часа го живееме тој живот. Размишляш некако, тоа е све уско повезано и тоа е све тесно поврзано и нам ни е олеснување да полине супруги разумеju и деца и да едноставно живимо тај живот. Супругите не разбираат и децата и го живееме животот што сме го избрали. А и тие знаеа за кого се омажиле. Знаат дека сме музичари и дека е тоа нашиот живот, патување, забава и сето тоа што го носи тоа. Така што се е во ред. Да, и сите природни убавини што ги имаат секако местата каде што настапувате, секогаш користите можност, како што кажавте, кај нас сте се искачили на Галичица, веројатно дека сте ги посетили најзначајните места во сите оние градови и земји каде што сте патувале да свирите. Па тоа не ми е обавез. Првично, вас ви е тажело. Сицилија, Етна доле исто. Сицилија, Етна, вулканите не следат. Како што и некако нас призивају и таа енергија. Некако не привикуваат и таа енергија не тера да се качиме на врвот и да ја пренесеме во нашата музика. А и нашите земји полни се со огани и со се нешто се случува цело време. И тоа го пренесуваме да сме нешто ископирали, не како да сме ископирале, туку како чувство на местото каде што живееме и 21-виот век и сето тоа заедно мора да се. Само месец дена од крајот на оваа година, ги имате ли плановите за 2018 година? Па имamo планови, немаме нека велика очекивања, немаме големи некои смо и полако радимо и бидејќи сме трпеливи и полека работиме, поканите доаѓаат, ние велиме да. Очекува се свакако некоја турнеја. Се очекува секако некоја турнејата во Индија, потоа нордиските земји, таму не сме биле досега. Во април и мај и секако во текот на летото фестивали широм Европа, така што имам интересен проект кој што ќе го правиме за композиторот. Навршава ове године 50 година од смрти Кристофа Комеди кој е радио 50 годишнина од Кристоф, од смртта на Кристоф Комеди кој што ги правел музика за филмовите на Роман Полански и Полска агенција сака да прави проект со разни музичари од Европа. Тој во еден миг ја посетил и Србија, тоест бивша Југославија. Му се видело интересно и ние да направиме некоја, да ја обработиме на наш начин неговата музика. Има издадено преку 70 албуми, така што се очекува да излезе за 2019 и се радуваме на тоа. Очекуваме повторно во Македонија, низ градовите каде што можеби досега не сте били и нашите сограѓани немале можност да ве чујат, а секако и вие да го запознаете секој делче од оваа наша Македонија. Ви благодарам што денес бевте дел од нашата емисија. Имајте утре убав концерт пред скопската публика на фестивалот Таксирата. Ние се гледаме во некоја следна прилика. Хвала на дошли на концерт и повелете на концертот и фала на поддршката.
Драги гледачи, Naked Band беа последната содржина за денешното издание на Македонија денес. Верувам дека секако поминавте на вистина убави 4 часа заедно со нашата програма. Бидете и понатаму со телевизија 24 и секој работен ден следете Македонија денес. Од понеделник секако во нов термин од 8 часот наутро сме заедно со вас. Бидете со нас.